Првата гитара ја купив овака, значи јас Зоран, тој Джукошо и Енко, имаше Центро магазин тука у близина и таму доаѓа брашно, шекер, сол. На тој чуварот му однесоме кило ракија, беше меракија за пиење и му рековме слушај, викај не нас. Ние беме малолетни бевме човече. Вика не нас и доаѓа скани по 22 тони. Ке дојде да речеме зејтин, оние стаклени онакви пакети, па после тоа доаѓа брашно човече, уште 22 тони. Двајца носат, еден од озгоре да дода, па се мењавме, знаеш. Па ќе скине некоја вреќа од брашно, ќе ти остави горе да се зацементира и се бањаме у Вардар после тоа. Не можеше дома да се избања човече, зејтин од брашно. И така собираме пари за првите инструменти што не беа сериозни онака. Беше регулирано френдли. Таму супер е човекот, снимаме кај него. Не знаеме ние, не планираме, немаме позе нас издавачка куќа. И свирките доаѓаа френдли, значи ти си у Кавадарци, имаш клуб Сецко, доаѓа ни за пари не сме прошувале, пази сме продале по 3000 карти на мали места човече, колку сме биле познати. Фул, онака. Енко ја криеше колата кога ќе се паркираше, за да немаш кртаат цури, Енко те сакам. Убаво време беше у тој поглед, да беме и познати и прифатено беше тоа, дури оние што се бавеа со поп музика, што беа присутни на ТВ секој 5 минути, они се чуде како им успеа. Тоа е на, кој би се рекло, реална економија, значи се базира на реални работи. Ние имаме фанови што слушаат музика, а они имаат фанови што се пасивни, што на ТВ ќе ги видат и љупат компири после тоа.